На сите социјални мрежи најчесто има дебати за или против имунизација на децата. Токму затоа министерот за здравство Венко Филипче во неколку наврати најавува кампања за подигана свеста за вакцинирање, бидејќи во Македонија сериозно е паднат опфатот на дел од вакцинацијата, што представува опасност за мали деца. Според сегашната регулатива во земјава, при упис во градинка и на училиште и се потребни потврда за секое дете дека е вакцинирано. Лани околу 100 родители не ја исполниле оваа обврска. Дел од нив се упатени на суд, а дел веднаш ја платиле казната која се движи од 300 до 650 евра, бидејќи така предвидува актуелната законска регулатива. Минатата година во Македонија биле вакцинирани 130.000 деца, а процентот на компликации бил како во сите земји во светот. Но фактите говорат дека Македонија, од земја која пред некоја година имаше дури 98% на опфатеност, под притисок на јавноста, особено на социјалните мрежи, имунизацијата во урбаните средини драстично опадна дури и под 90% и не се вброи во групата на високоризични земји за ширење на заразни болести. Државниот завод за статистика потврдува дека во Скопје, Прилеп, Куманово, опфатот на имунизација е под 90%, а во некои скопски општини вакцинирањето со МРП вакцината е дури под 60%. Изминатива година здравствените власти во континуитет апелираат дека вакцинирањето значи заштита на сопствените деца од заразни болести и затоа апелираат да има задолжителна редовна имунизација. Истовремено, неопходна е потврда за примени вакцини при упис во градинка и училиште. Досега во земјава најголем отпор кај родителите има за вакцинацијата со морбиди, рубеола и паротит, бидејќи на социјалните мрежи се шират невистини дека од неа се јавува аутизам кај малите деца кои уште не прозбореле. Лекарите го негираат ова, укажувајќи дека ваквите информации ги шират лаици, а не стручни и компетентни лица.